сите. Зоки, повелете. И представници на медиумите, добре дојдовте на денешната втора пресконференција, нели во ред ги имаме 3 денеска. Гости во владата на Република Македонија се директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство Зоран Атанасов и примариус доктор Жарко Караджовски, епидемиолог од Институтот за јавно здравје. Ќе ви пренесат дел од информациите, а потоа одиме со прашања и одговори. Прв ќе се обрати господинот Атанасов. Повелете. Почитувани, во склоп на програмата на откривање на вектори, преносици на заразни болести на Агенцијата за храна и ветеринарство во Република Македонија е детектиран Аедес албопиктус, тоест Почитувани, во склоп на мониторинг програмата за утврдување на постоење на вектори преносници на заразни болести во склоп на Агенцијата за храна и ветеринарство, детектиран е Аедес албопиктус комарец, тоест азиски тиграст комарец. Би сакал веднаш да кажам дека во меѓувреме Агенцијата за храна и ветеринарство врши мапирање на целата територија на Република Македонија со цел утврдување каде све овој комарец е проширен. Исто така би сакал јавноста да информирам дека агенцијата спроведува и дополнителни скрининг програми за евентуално утврдување дали случајно овој комарец има пренесено болести кај животните. Во исто време сакам да ве запознам дека од резултатите кои што ги имаме добиено нема потврда за такво постојање такви болести, дека нема потреба од опасност и дека не постои таква опасност. Исто така би сакал да напоменам дека овој вирус, овој комарец е расширен во регионот, тоест во соседството, значи го има во Грција, во Албанија, во Бугарија, во Србија, во Босна и Херцеговина, во Хрватска, па и пошироко во Европа, тоест во Германија го има, во Италија, во Романија, во Унгарија. Значи не е специфика дека само во Македонија го има. За да може овој комарец да обстојува, потребни се значи одредени услови климатски, тоест погодна температура, влага и погодни услови на самата почва или клима и други услови. Сакам да напоменам дека е формирана превентивна работна група која сочинуваме јас лично и министерот за здравство Венко Филипче и на секојдневна основна база ги разменуваме информациите кои што се надевам во иднина нема да бидат негативни, тоест и во сега докажано е дека не постојат такви болести во Македонија и ја би овде благодарам би завршил со ова би препуштил на. Благодарам директоре. Го најавам обраќањето на доктор Жарко Караджовски. Повелете, докторе. Почитувани новинари, со повеќето од вас се познаваме од други пресови. Би ве запознал со делот на хуманата медицина, односно активностите што ги спроведува Институтот за јавно здравје на Република Македонија, поврзани со делот на заштита на населението од каснување на овој тип на комарец и оно што може да ни се случи во перспектива. Прво и најважно, заклучно со денешниот ден, немаме регистрирано никаков случај на инфекција, нити заболување од овој тип на комарец во Република Македонија. Будно ја следиме состојбата во регионот и во околните држави, каде што гледаме дека има поголем број на лица инфицирани, заболени, дури има и смртни исходи. Оно што за нас е атрактивно, дека ние се имаме спремано за вакви активности, поврзани со климатските промени. Сето ова ни се случува заради промената на климата во регионот и во цел свет, па затоа во 2012 на 13 година издадовме една брошура поврзаност на климатските промени со појавата на инфективните заболувања во Република Македонија.
каде што се уште не знаејќи дека овој комарец и овие заболувања ќе се прошират во регионот, ние ги имаме опфатено нив и за целата намена е оваа книга дадена, како што гледате или ќе ви покажам, од Светска здравствена организација, германската влада учествуваше во изготвувањето и наши стручни лица, меѓу кои сум и јас во делот на заразни заболувања. Значи, превентивно размислувавме дека согласно климатските промени може да ни се случи и ова. Исто така, направени се безброј брошури, ова се само дел од нив кои што ги имам симнато од интернет, ги има на нашата веб страница, поврзаност на овие климатски промени со појавата на комарците и заштита од убот на комарец и од убот на крлежи. Внатре ги имаме сите поглавја поврзани со овие комарци, со нивното лекување, со нивната превенција и она што треба народот да го знае. Исто така имаме дадено за населението практични совети како населението да се заштити и со кои средства може да превенира појава на каснување, поготово во летниот период кога грото од луѓето користат годишни одмори. Оно што за нас е атрактивно, го имаме на македонски, на англиски и на албански јазик овој прирачник. Одржани се досега 4 семинари, во кои што се едуцирани преку 200 лекари од областа на инфектологијата, микробиологијата и епидемиологијата за начинот на превенција и лекување на овие болести. Овој прирачник е изготвен во 2000 примероци, дистрибуирани е на повеќе места низ државата, во сите здравствени установи, а овие флаери ги имаме дадено, освен во здравствени установи, може да ги земете и на iph.mk и на веб страната на Министерството за здравство. Она што ние како Институт за јавно здравје и Комисија за заразни болести во иднина ќе го следиме е следното. Секоја локална самоуправа во својот акцијски план, кој што го имаме изготвено од ланската година, има за задача дел од средствата кои што се наоѓаат во нејзино владение да ги употреби на локално ниво и да превенира појава на овие заболувања преку спроведување на ДДД, дезинфекција, дезинсекција и дератизација, при што со оваа дезинсекција на својата територија треба да ги мапира деловите кои што се со водена површина, деловите кои што се шумски предел и деловите кои што се ливади. Зошто? Овие типови на комарци, не само овој за кој што сега стана збор, грото за заштита од комарците, имаат специфични услови за развивање. Дел од тие средства ќе се употребат за прскање. Напоменувам дека секоја година, па и оваа, се спроведува терестријално, ларвицидно прскање со почетокот на пролетта и она што го викаме ние во годинава која што заврши сега, имавме на крај неколку пати, поготово за територијата на Скопје, авиодезинсекција мислам дека се направи 5 пати во државата. Сето ова Комисијата за заразни го следи, а Институтот за јавно здравје има оформено лекар специјалиста кој што ја следи известувањето од локалната самоуправа преку центрите за јавно здравје, до нас се доставува годишен извештај. Врзосов на овој годишен извештај го известуваме Министерот за здравство, а тој понатака известува владата за активностите на локално ниво. Благодарам толку. Тоа што сакам дополнително да ви кажам пред новинарските прашања дека владата ќе формира на мониторинг тело која што на дневна основа ќе ги следи состојбите од денеска па до прскањето, се разбира во работата на истото ќе бидат вклучени и локалните единиците на локална самоуправа. Одиме прашања и одговори. Сања, Сузи, Сања повели. Значи имам две прашања. Едно ми е до директорот на Агенцијата за храна и за ветеринарство, едно до доктор Караджовски. Значи директоре, велите дека со мапирање сте утврдиле дека и кај нас е присутен тигријастиот азиски комарец, која што се сеќавам пред 8 години, исто кога беше западно-нилската треска актуелна, кажуваа докториве дека тој комарец го има во нашава земја. Значи во кој регион или реон е детектиран и дали ова прв пат според вашиве истражувања го утврдувате дека го имаме тој комарец во земјава? И второ ми е до доктор Караджовски, бидејќи сега е утврдено дека го имаме, која е опасноста дека може кај нас да се појави западно-нилска треска и зика вирусот? Прво вие? Може јас. Значи, информациите што ги поседуваме е дека прв пат е детектиран 2016 година. Меѓутоа само во районот на Богданци за
оваа година да се прошири од Богданци, Дојран и во повеќе општини во Скопје. Инаку мамките се поставени, во оваа година беа поставени скоро во цела Источна Македонија, сега продолжува да ги поставуваме мамките и во другиот дел од Македонија, за да добиеме целесна слика на самиот дали проширен комарецот и во другите краеви. Инаку спецификата на комарецот да се размножи и да живее во одредени температури и одредена нормалска височина. Значи, према тие показатели, ние така ќе поставуваме мамките, за да може да ги ловиме и да видиме дали постои комарецот и во другите локации. Како одговор на вашето второ прашање, беше атрактивна Олимпијадата во Рио де Жанеиро, кога за прв пат излегов пред вас новинарите да зборувам на оваа тема. Зика вирусна инфекција, начин на флаерите сте ги виделе, многу од вас присуствувале на тој прес кога зборував на оваа тема. Не заради Олимписките игри, туку заради опасноста наши луѓе да одат таму и да бидат каснати од комарец, при враќањето да може да заболат. Денеска е 17 октомври. Ако ме прашувате за проценка на ризикот, ризикот е беззначаен. Зошто? Заради тоа што за неколку дена, согласно прогнозите за времето, ќе се залади. На комарецот воопшто не му одговара оваа температура, за да може да се развива и размножува. Што е типично за овој комарец и што е превенција, што би сакал да ја упатам до населението и до медиумите. Прво, тој за да се размножува му е доволна многу мала количина на вода, се размножува дури во чаша или тацна цветиња кај што се навадуваат. Застојани гуми, застојани води, каде што внатре во гумите се става вода. Па има луѓе што во бавчите ставаат гума, па одозгора садат цвеќе. Овој комарец се чучурува, се згужвува и го хибернира овој период зимски и почнува да станува активен од март месец па натака. Најголема активност покажува во јуни, јули и август. Значи, согласно вашето прашање, идејата е да ви кажам дека на денешен ден не постои ризик од појава на некој од овие заболувања, затоа што утрата се меѓу 0 и 5 степени или меѓу 1 и 7 степени, што температурно не одговара. Ќе ме прашате, ама 20 е преку ден. Да, меѓутоа, ова не е сезона моменталната за развој и размножување на комарците. Затоа велам, секое населено место, секоја локална самоуправа, сите ние треба да правиме наши локални превентивни мерки, односно секаде каде што имаме застојана вода во нашите дворови, во нашите бавчи, во нашите градини, во нашите секаде каде што имаме цвеќиња, секаде каде што имаме застојани води, треба да прегледаме дали има вода, затоа што ние во наводници, ќе го речам, во неколку капки вода комарецот може да обитава и да хибернира цела зима. Затоа треба да се направи детален преглед на се она каде што може да имаме застојани води. Првото прашање ми беше за превентива, второто ми е кои се симптомите за не дај Боже. Како може да се препознае, кои се симптомите? Накратко, зашто за ова ќе биде потребна сигурно лекција од 1 час. Каснување на комарец е нешто што го доживеал секој од нас. Така. Меѓутоа, целата е среќа што секој комарец не е инфициран. Замислете, летово ме каснале 10 пати и ја 10 пати ќе одам на преглед на инфективна клиника, ќе дадам крв и 10 пати некоја лабораторија треба да диагностицира има или нема. Меѓутоа, клиничката слика е многу типична, зависи за кое заболување. Ако ме прашувате за Зика, има една типична клиничка слика. За Вест Найл вирус е друга клиничка слика. За чикунгунија е трета клиничка слика. Овде када не зборуваме сега за наука и литература, заради тоа што она што нас не интересира е превенцијата. Заштитата е она за што ја алудирам кон вас. Одење во шумски предел, во паркови, во зеленило, треба да не спречи од до година, зашто сега и нема многу комарци. Репелентни мачкање на сите откриени површини. Второ, бела облека за да не може да се примети комарецот ако е на вас. Трето, секоја среќа што секој комарец не е инфициран. Инаку лабораторија, мислам дека ќе праша некој, пошто не прашувате, јас ќе ви кажам, во Република Македонија, во делот на хумана медицина,
Постои PCR лабораторија во Институтот за јавно здравје и на инфективна клиника, која што се бави со диагностика на серуми од лица за кои што се сомнева согласно клиничката слика дека се работи за заболување. Спремни сме со тестови, диагностикуми, едуциран кадар и лабораторија која што тоа може да го направи во перспектива. Ајде, Ружица, прво не постави, па после постави го ти уште едно. Сепак, еве, јас како граѓанин ме интересира која е опасноста за мене од овој тиграс комарец. Значи, доколку сум касната, какви симптоми ќе покажа и што треба да направам во една таква ситуација. Ве молам за тоа да ни објасните. Ако е место, имаме време да раскажувам. Меѓутоа, повторувам. Ма како не можеме на кратко и на долго, секако би. Значи, црвенило, оток, бол, слабост, малаксаност, гастроинтестинални тегоби, црвенило на кожата, главоболка, повишена температура, што не мора да значи веднаш дека имате болест, може да имате и било кој од овие симптоми, меѓутоа да се работи за нешто сосема трето. Затоа велам, инфектолог е тој кој што ќе оцени дали се работи за чикунгунија, дали се работи за денга, дали се работи за Вест Найл вирус, дали се работи за Зика. Значи, можам со вас со сати да дискутираме на темите, ама тоа се 4 болести. Едната, другата, третата и четвртата, кои што имаат начелно респираторно гастроинтестинална симптоматологија. Меѓутоа, диагностиката се поставува со вадење на крв, изолирање на серум и диагностика на антитела. Имаме PCR современа диагностика. Не мора да значи дека секој убод на комарец е болест и ајде сега ќе идеме на преглед. Ајде сега ќе вадиме крв. Оптеретување за здравствениот персонал, за државата, за финансиите на државата и за лицата кои што работат диагностика. Значи, бидете прибрани. Ве молам, не е пресод направен за да ве заплашуваме и да ви кажеме во државата дека нешто посебно се случува. Да ве информираме за активностите што се превземаат и што ќе се превземаат согласно следната календарска година, што владата на Република Македонија ќе превземе на ниво на локална самоуправа, а во моментов на денешен ден, ме гледате по кратки ракави сум, не се плашам од комарци, према тоа ризикот за започнување на некаква инфекција и болест е минимална, незначителна, да не мафтам со проценти. Последно прашање, предпоставам. Директоре, спомнавте дека овој тиграс комарец се проширил во неколку скопски општини. Може да ни кажете колку тоа што се задоцни кај нас во Скопје со праскањето против комарци, па почна во јуни месец, влијаеше за да се прошири тој комарец и кога го правевте мапирањето? Значи, мапирањето е правено во периодот од март месец до сега, до септември месец. Значи, тоа се собираат и мамките, значи адултните примероци, а во Скопје земено од водата испитувања дали има од ларвите и тие се испитувани во лабораториски услови за после да се развијат и да се докаже дека се работи за токму за тој комарец. Се колку придонело или не придонело, ја не може да кажам дали е тоа, придонело или не придонело, затоа што од 2016 до денес и доста и период временски кој е поминат, а не се спроведува истражувањето. Значи, ние тоа го направивме сега, од кој добивме информација, да го спроведавме тоа испитување и дојдовме до тој заклучок. Кристина, сепак уште едно прашање имаме. Во темата, ако може. Во однос на она што баравме одговори од Агенцијата за храна и ветеринарство вчера по некава паника што се прошири на социјалните мрежи во однос на увозот на смрзната храна, односно морска храна. Не постои, кај некои производители не постои зона на улов, додека пак некои фотографии на социјалните мрежи осамна каде што се вели дека зона на улов е на 61 што е практично контаминирана. Каква морска храна јадеме и дали се проверува и дали мора на декларацијата да стои земја на потекло и зона на улов, бидејќи кај дел од производителите, односно увозниците, стои само земја на потекло што не ни кажува каде е уловена таа морска храна. Значи, треба да, според законските прописи, треба да има следивост од каде доаѓа и каде е заловена, речеме, рибата или храна или морските плодови. Во случајов, ако е во светот се поделени тие на зони, кои што Светската организација за земјоделие и храна ги има поделено, и ги кажувате вие дека од таа зона е уловена морската храна, риба, ракчиња и не знам што. Значи, на
декларацијата треба да има следивост од каде доаѓа. По повод она што по социјалните мрежи се прошири, значи тоа е ширење некоја паника, не знам зашто се прави тоа и не би требало во идне да се работи, затоа што агенцијата има донесени решенија со кои што има забрана, има решенија со кои што сите тие пратки кои што доаѓаат од такви подрачја задолжително се испитуваат на опасноста за тоа подрачје од кое што е прогласена. Во случајов, како што кажувате вие, ако се работи за радиоактивно подрачје, тоест Фукушима подрачјето, ние имаме решение со кое е издадено. И доколку дојде се појави таква храна да доаѓа од тој дел на зоната која што е прогласена за ризична, тогаш забраната стои. Меѓутоа, ако доаѓа од делот кај што не е забраната, тоа се вршат испитувања. Ние, значи, според анализите што ги правиме и увидот на од каде све доаѓа морската храна и од каде е влезена, се сертификатите што се добиени, значи таква храна нема влезена во Република Македонија од тоа подрачје. Ви благодарам на сите, се гледаме за кратко на Владиниот прес, тие што останувате, некои колеги ги побара брошурите да ги снимат. Ќе заминеме... Како не, веднаш. Владиниот.